Животната филозофија на христијаните од секогаш тежнаела према вдомување и овековечување на светецот, во кој цврсто верувале дека е не само заштитник на нивните животи, туку дека е гарниратор на целокупниот животен пат од верникот. Од тука произлегуваат безброј наставувања за изградба на светилишта кои секогаш за нив стои името на светителот, односно на светецот, во кој се верувало дека е тој нивни животен ангел чувар. Со налетот на нови човекови движења по принципот на селидби во поедини простори покрај веќе обележаниот светител се вдомува друг, оној во кој што верува новодојдениот. Така преку темелот на првиот ќе се воздигне храм посветен на вториот и така од бескрај се до денешен ден, кога верниците пак ќе бидат подсетени за постоење на верски објект во кругот или во близина на нивното живеалиште. Дека верниците се во близина на вакавско место или дека веќе чекорат по него, укажуваат повеќе слики од видикот. Најнапред, темелните контури од стари и разрушени ѕидини може да укажат за постоење на некогашен верски објект. Место положбата на ѕидините, вегетацијата која се сметала за заштитена, па ќе красат стари, широки стебла на дабово дрво, ќе биде забележителна по некоја камена плоча, која поради масивноста останала да покрие нечии гроб, и ред други обележја кои верниците лесно ги распознаваат и се одлучуваат за нивна обнова. Обновителите на старите свети во денешно време ги нарекуваме како ктитори или донатори на возобновување на свет храм или црква која некогаш веќе обстојувала на тоа место. Меѓутоа, секогаш обележјата не потврдуваат дека на одредено место постоел свет храм, особено ако воопшто ги нема. Во таков случај, начесто светоста на вакавското место се јавува во облик на индивидуална потврда од верник, кој пак тој светата вистина ќе ја брани со предскажување преку сон или интуиција, ќе се стави со идеја пред сите, чувствувајќи се како духовно привилегуван и доколку поседува средства за физичко подвижување на возобновувањето, во рекордно време храмот ќе биде изграден. Ктиторот останува во убедување дека тоа го сторил од почитта према светецот, ама и поради здравјето, не само собствено, туку и на своите најблиски, па дури на сите верници. Постапувајќи според сонот, произлезе црквата посветена на Света недела, која е лоцирана на патот према излетничкото и духовно место Скребатно.
По патот на интуицијата ќе ни се Божа Шикаловска, која во својата намера за изградба на црква ја воделе неколку параметри. Да го фиксира местото на изградба, ама и да ја одреди микролокацијата, односно поставеноста на храмот. Почувствата дека црквата треба да се гради веднаш над патот, кога Божа дознава дека стариот пат бил по течението на Сребатска река, каде поставеноста на темелите веќе биле јасни. Од друга страна, и се спомнувало и малото дрвце, кое често било обележувано околу стеблото со хартиени или платнени надписи, во смисол дека на ова место е забрането фрлање на ѓубре. Јасно и било дека идниот храм, посветен на Света Недела, ќе мора да биде поставен во непосредна близина на дрвото, кое сега веќе не е дрвце, туку возвишена вегетација благословена од корените на некогашното постоење на црквата. Денес навистина тоа дрво е возвишено. Така на денот од светијата во 2004 година Божа со своето семејство ја започнува реализацијата за изградба на домот од Света Недела. Изградбата завршува во 2010 година, ама не само храмот. Изградена е црковна кујна со трапезарија, изградени се конаци за сместување на верници, како и летна трапезарија поставена вдолуж реката Скребатска. Проширен е паркингот околу храмот, донесена е и вода од блиските изворски каптажи. Просторот од црквената трапезарија и конакот е украсен со традиционални предмети од македонскиот духовен живот и секојдневие, како и со носии од некогашното време на верниците, како кажа Божа, од Мислешево и Струга, од Вапила и од Велмеј. Тука е изложена и незината невестинска руба, која своевремено ја изработило лично таа. Четири години после возвишувањето на храмот, гледката само го запираше погледот на поминувачите, гордеејќи се со направеното. После тие години, на денот од светијата на 27.2014 година, на духовната порта од црквата Света Недела, затропан неговото високо преосвештенство митрополито Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, со намера да го освети храмот, односно да го прилагоди за обслуга на сите свети тајни. Тоа е момент кога црквата Света Недела во Скребатно е званично постанува нов бисер од храмови во состав на Македонската православна црква. Служуваат со нас и ја сославословуваат твојата благо, зашто тебе ти прилега секаква слава
чести поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Дигнете ги порти горништата свои, подигнете се, порти ќе влезе царот на славата. Кој е цар на славата? Господ крепкиот и силниот Господ, силен во војната. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Кој е цар на славата? Господ крепкиот и силниот Господ, силен во војна. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Кој е цар на славата? Господ крепкиот и силниот Господ, силен во војна, тој е царот на славата. Како што си ја покажал убавината на небесниот свод и земната красота од светото живеалиште на Твојата слава. Маркија број 320 од 27 2014 година Охрид. Повелба во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ние, Тимотеј, митрополит Еварско-Кичевски, денес на 20 или по старствен 7 јули 2014 година во 6-та недела по Педесетница и на празникот на Светата Великомаченичка недела и преподобниот Тома Мали извршивме осветување на храмот посветен на Светата Великомаченичка недела во селото Скребат на Охрид. Чинот на осветувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква и неговото блаженство, архиепископот Охридски македонски господин Стефан, председател на Република Македонија господин Ѓорги Иванов, градоначалник на општина Охрид господин Никола Баграчевски, а парохиски свештеник е протоиерей Игор Никовски. Изградбата на храмот е започната на 12.6.2004 година. Актитори на истиот се Борис и Божана Шикаловски со синот Љупчо и керката Гордана со семејствата. Прескописот е дело на Владислав Коцарев од Охрид. Својрачно ќе подпише митрополитот Еварско-Кичевски. Недела, во името на Отецот Амин и Синот Амин и Светиот Дух. Амин. Нека гори пред престолот за здраве, за спас, за берекет, за множење народ православен македонски, сега и во сета вечност. Само внимателно и болно. Внимателно и несогласно. Некој дете, машко нема. Ајде, Јован, дојди вамо. Суздерат се, суздерат. Тегли угол, во долу. Ајде, бре, што ти скреба со планинско дете треба. Силно. Град, а не си да се направи, се. Забравите дрва да се. Спечете, да. Љупчан, ова Кој сечи кошулата на ситни парчиња, ќе пресечат на малички парчици, на знаеш, така? Како што ни раскажуваше Божа, секоја организирана свеченост во кругот на црквата побарува духовен вожд, во овој случај така наречен кум.
Доскоро кумот го избирале од кругот на фамилијата, како подоцна, со пристап на верници од повеќе места, кумството се проширило и важело за сите. За денот Василица овде се пали василичарски огон. Се изготвува погача која поседува паричка. Кому ќе падне паричката? Ќе му падне и честа да кумува за светиот ден. Нешто единствено што му недостасува на овој духовен комплекс е електричната енергија. Творците на истиот искрено се надеваат дека наскоро низ просторот ќе провојат жици носители на електрична енергија, кои засега не се во можност да инвестираат за таа намена, туку чекаат да им се помогне, или од општината, или од епархијата. До тогаш, како забележавме, на сила е акумулаторското, односно батериското осветлување. Додуша, за да ја величаат веселбата после осветувањето на црквата, вклучија независно напојување преку агрегат, ама за кусо, зашто брзо му пролупаа клиповите. И колку да беше интерпретаторот Мишко Србиновски расположен за песни, веселбата беше одложена за некоја друга прилика. Добро да ја отпеа нешто малку на суво. Повеќе не може така. Новиот кум за чествување на денот од Света недела за 2019 година јавно кажа дека за прв пат ќе биде проследена со еминентни музички звезди. Спомни го при тоа Јордан Митев. Тој во меѓувреме беше дознал дека на агрегатот му се заменети и кариките, дека ќе грува енергија доволно силна за да го издржи гласот на интерпретаторот. Финишот на овој запис всушност ја оддава суштината на истиот, кога јасно и гласно е повикан кумот да го развие орото, се разбира со црковниот баријак на чело. Иже проповед Троица единосушная, Исаия ликуй, дева имя Бочредje, и роди сина Емануила, Бога же и человека, Восток имя ему, Его же величающе дело уважаем. Христос помоги нас, пейте Бога. Амин. Христос помоги нас, пейте Бога. Христос помоги нас, пейте Бога. Се пријавува другата година за кум некој? А? Ако не истека. Да. Истите? Да. Ти ќе се јавиш. Добро. Скрши Бога. Аха. Ево ти кумо. За кумата година, лебо за Ето. да поможе. Цело. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј ни и помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравие, спасение, посетување, простување и разрешување на гревовите на рабите Божи. Славе. Ајде. Славе, Вера. Славе, Вера, Кажи ми. Васи, Иван, Маријан, Иван, Гоце, Вики, Олгица, Мирослав, Марка, Жиле, Зора, Стојанка, Теодора, Игор, Михаела, и Владо. Владо, Љуба, Маријан, Марија, Лидија,
Антонио, Антонио, Кристина, Христина, Славчо, Славче, Ирена, Ирена, Јулијана Јулијана, и Теона. Теона и сите оние што стојат и се молат, чекајќи од Тебе голема и богата милост. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј ни. Амин. За многу години да ми сте здрави, живи, радосни, весели, живи, Господ. Година по радосни, по весели, Твоите луѓе. За увод запис. Отче наш кој си на небесото, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници и не воведувај на искушение, но избави ни од лукавиот. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Отче благослови. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови јас Ти рабам Твојам, сега ни присни во веки веков. Амин. Света маченица не дала на помош на ние да го молит Христа Бога за спасение на нашите души. Уште една за многу години на помош, радосни, весели, година побројни, со појќе луѓе. Амин, да се множиме. Амин. Амин. Од оваа година натаму бисме сакале прекрасните обичаи да прераснат со традиционален однос према светијата, а верниците да ги има во што поголем број, да сте ни здрави и живи. Нека е денот за многу години, добре дојавте на ова свето место. Од срце сакам да ве поздравам јас, заедно со оркестарот и црковниот одбор на овој прекрасен манастир Света Недела. Мислам дека организаторите кажа дека ова година е прв пат со музика да има на ова прекрасно место. Јас се надевам дека многу години ќе се собира овде македонскиот народ и ќе пеат многу пејачи од нашата македонска естрада. Ги поздравувам кумовите, кумата, ја поканувам да го поведе орото заедно со сите присутни верници. За многу години, македонци, каде и да сте. Ајде, народе! Кај што сонцето рано изгрева, таму росата све ке милува. Кај што птицата љубов попеа, солзи радосници срцато пеа. Гледај прекрасно синоре зеро, овде љубовта нема граници. Гледај ливада светла рамнина, овде вре песната е од тамнина. Ајде, народе! За многу години македонци, каде и да сте, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наставиме, љубов голема, за вечна да им биде сеќата на Македонија. И не преболела, љубов голема, за Македонија. Ајде!
za ljubenje. Momčinja vreme to ne zagumenje. Sa mnogo godini Makedoci kane i da ste. Sa mnogo godini Bojanove na Makedonija. Što ljubav сега danas da vrijeme ljubav kolema. Za večna najmile srećata na Makedonija. Ljubav kolema i ne prebolena. Ljubav kolema za Makedonijena. Изведнъж от името на кумата на сите присъдни и го чести на праздника ни Босакова весело разположение. Ойде, народе! Иде позна до сите от телевизия Морис. Zarada biva, aj što veram imamo pravo, žene zarada biva. Žene zarada bidamo pravo, žene zarada biva. Žene zarada bidamo pravo, ohrisko to žave. Sarda pidamo pravo ohridskoto čave. Molim sve! Ajde, Radule! Yeah.
desna strana babo, zašto malo kraće? Ona desna strana babo, zašto malo kraće? Samo dajte, puknete, ajde, gledaš i da žive. I pozdrav od Kuma Slave. Pozdrav do svije prisutni od Kuma Slave. Ajde, neka se opija, ovakva slava nikoj do svega ne pravil, neka je zapata. Neka žaka slava me, neka žaka davan, pari ja slišala. Svega samo dajte, puknete, ajde, ignaš ja živeja, ignaš ja živeja. Pozdrav da si da prisutni od Kuma Slave. Jodam, stara me majko, Boga
Една желба имам, роден крај да одам, родна куќа да видам. Низ двор да се шетам, таму да се сетам, кај се роди и порасна. Низ двор да се шетам, таму да се сетам, кај се роди и порасна. Дедо, баба имам, мудри писма примам, не знам дали се живеам.